Здраво на сите, почитувани присутни и партнери. Најпрво би сакала да ви посакам да дојдете на втората поред панел дискусија за денес. Именно денес ќе зборуваме на тема која што е можеби најрелевантната во HR светот, како да препознаеме, развиваме и да задржиме потенцијал. Пред да започнеме, би сакала да ви представам моите денешни соговорнички. Лилијана Соколовска, таа е директор на Concentrix за Македонија, и Дарија Белик Јовановиќ, Talent Acquisition Specialist од OIP Insurance. Едно кратко интро за темата пред да започнеме со дискутирање. По време кога традиционалното CV и искуството не се единствено мерило за имање квалитетен кадар во компаниите, компаниите се повеќе се насочуваат кон потенцијалот, кон амбицијата во младите, желбата да научат, колку тие се брзи за да се адаптираат. Затоа денешната тема ќе биде за тоа како да ги препознаваме, развиваме, зачувуваме младите таленти во компаниите. Би започнала со редефинирање на искуството како вредност. Колку искуството е релевантно денеска да вработиме квалитетен кадар во вашите компании? Би започнала со вас, Лилијана. Искуството, значи, според мене, се зависи од тоа каква позиција бараме. Значи, за некои позиции се уште не треба луѓе со долгогодишно искуство конкретно во сферата за тоа што бараме. И има позиции каде што и не е потребно претходно искуство. Нашата компанија работува од двете категории. Значи, ние имаме позиции за кои што ни треба висококвалифицирани луѓе кои што особено во истата бранша веќе имаат долгогодишно искуство, и млади таленти кои што своето прво искуство ќе го стекнат кај нас. И јас многу позитивно гледам на млади таленти кои што немаат претходно искуство, затоа што ги гледам како добра база која што може понатаму да се развива. Затоа што ако ги снимам за мојата индустрија, тоа е многу добар потенцијал да може да се обликува според културата на компанијата, според потребите на компанијата и да го градите тој човек да стане професионалец за негово луѓе. Така што за мене потенцијалот има многу голема вредност и моето искуство до сега покажало дека од тој потенцијал кој се процени за прими на време се градат многу добри професионалци, меѓутоа компаниите мора да имаат систем во кој што тој потенцијал ќе имаат план како во наредните години да го развиваат, да не го земе како потенцијал да остане на таа почетна позиција, туку да имаат годишен план како понатака со тој талент. Сега ако зборуваме за тоа како да го препознаеме тој потенцијал кој што претходно немал искуство, а го земаме кај нас за прв пат, сега и се вратила на едно што секогаш го повторувам, што може да случува во клише, меѓутоа е жива вистина, hire for attitude, train for skills. Се може да се научи, за се може да го обучиме, поготоа нашата компанија Concentrix има Concentrix University, каде што може да е онлайн, да е окрупни, да е со предавања, има секаков тип на предавања, не само на она што ние го работиме, туку ако сакаат да се едуцираат за други настапи, сфери кои што ги интересираат, може да добијат многу убава едукација од типот на LinkedIn Learning, Udemy, значи нашата компанија поддржува за таков тип на дополнителна едукација. И тоа е на некој начин знакот по кој што ние ги препознаваме младите таленти, иако немаат претходно искуство. А тоа е проактивност, колку сме проактивни и да не работеле претходно никаде, да може да се види како би проактивни во култување на компанијата, проактивни во нивниот личен развој и девелопмент кој што го имале до сега, дали е тоа како факултетот, дали се некои неформални академии. Најдобар знак за да се процени е таа упорноста, креативноста, има толку многу начини на кои што може да се тестира потенцијалот кај младите луѓе. Секој различни кейс стадија, технички прашања, типот на како би се snažил во ситуација каде што имаш проблем со клиент, кој би бил твојот пристап да го решиш.
каде што ние всушност оценуваме начинот на размислување, проблем solving skills. Тука веќе може да се одреди потенцијалот, на кој што ние многу рако ќе работиме, меѓутоа мора да имаме долгорочни планови како тие таленти да се развивале понатаму, за да сакаат да останат кај нас во компанијата, не само да дојдат, да видат, да научат и да се замнат. Тие се две клучни моменти кои што ние како компанија гледаме, за да ги задржиме младите таленти да останат во нашата компанија, затоа што единствена како мал недостаток на зимање луѓе без искуство е дека мора да се вложи и да се инвестира во тренинзите и обуките кои што млади таленти ги добиваат. Поготово во BP индустријата, првите 2 месеца всушност е платен тренинг од наша страна, за да може да ги приспремиме за работа. Супер за сите да знаат. Јас би сакам да вас да прашам. Кои се како препознавате висок потенцијал во овај InsurTech? Кои се тие некои индикации како вие ќе заклучите дека некој талент има висок, некој кандидат има висок потенцијал да стане, да речам, значителен играч во вашата компанија? Билјана вече разно тоа е прилично се слажаме кои треба да развивам прилично личните искупини. С една страна се имamo позиција која закрива искуство, ali s druge strane imamo pozicije da potrebe iskustva. Sad, išli smo slični, ali onda treba prepoznati potencijal kod ljudi koji imaju iskustvo i to je to pitanje kako prepoznati. Ponovo slično imamo proces selekcije, kad prepoznamo da ne mogu neki potencijal, a nekad kroz taj proces koji ima nekoliko koraka. I mi ne idemo tim putem da gledamo samo CV, ljudi su mnogo više od CV. Neki CV su jednostavno mnogo loše napisani, ali ljudi imaju mnogo potencijala. S druge strane, CV može gledati fenomenalno, ali CV osobno nije to pozicija. Tako da mi ne pristupamo na taj način, a takođe ne koristimo onaj applicant tracking system u smislu koji, da kažem, bira CV ili nosi ključnih reči. Jer kod nas ne može tako da se izabere, baš zato što može doći neka promjena iskustva i onda taj potencijal koji razvije. Mi svaki CV gledamo po osob i naravno koliko ima prostora, mi kontaktiramo osobu i krenemo u proces selekcije. Tada nastupaju, samo da kažem, tada nastupaju da behavioral situational question. Ja se izvinjavam, vidiš što je nekako prvi pa će kažem na neki način. Sve razumem. Sve razumem, da. Onda tako prepoznamo, znači kako bi se osoba zapravo uklopila u tim, u našu kulturu, koliko želi da uči, koliko ima ambicije, volju, želji, odnosno mogućnost da se adaptira, to nam je. Da li во овај InsurTech се вработува кандидатот, го вработувате потенцијалот и што понатаму, како го развивате? Имате некои внатрешни можеби академии, менторство, пракса, на кој начин вие го развивате потенцијалот? Тоа што спомна Лилијана не е само потенцијалот да работи во толку, на кој начин вие се трудите таа личност да се изгради во работен кој е виден случај во стварување на целите на компанијата? Krenimo, znači u samom početku sa recimo osobom koja ne ima iskustva. To nije rekvizitno, mi ne očekujemo da neko ima iskustvo osiguranju, što se mi bavimo, da kažem, radimo u oblasti osiguranja. Radimo s trenskim firmama, tako da niko sa Balkana ne kaže nema to iskustvo, mi to znamo i mi smo tu da damo trening. Znači radimo sa svima trening, onboarding, zavisnosti od naše lokacije, da kažem, imamo firme u Srbiji, u Indiji, u Vojni i dalje, može se malo razliti, da kažem, proces onboardinga, samo zbog toga koliko dugo smo na ovom tržištu, koliko smo se razvili do sada. Ali imamo trening za svakog, tako ljudi uče. Znači, mi krenemo inicijative, naravno imamo mnogo resursa za učenje. Baš kao Ferdinand Verba, ne samo da se neko razvija u oblasti osiguranja, nego imamo opciju da se razvije u potpuno nekoj drugoj sferi, u sferi svojih interesovanja. A onda nakon toga, ako igraju želju, može da krene drugim putem, može da pređe neki departman. To je zaista odlična opcija za neko da sam prepozna svoj potencijal, a mi dajemo što.
До сега да ме прашам, сте имали искуство со вработување на искусен кадар и со кандидати што имаат потенцијал? Имаме ли успешна приказна во Центекси, во ОЕК и Шорте, така да што сте вработиле потенцијал за денеска да представува, да речем, значајен линк по вашата компанија, значајен дел од синџирот на компанијата? Некои се позитивни искуства? Ги споделиле? Да, јас се зборувам за нашата компанија која што е стена се 3 години во Македонија. Тоа не е некој долг период за да може долго да се развиваме, меѓутоа драго ми е дека имаме луѓе кои што се на високи оперативни менаџерски позиција, кои што започнале како агенти или тим лидери. Така што и денеска самите водат еден свој проекти, ако да биле менаџери за подење намаза. Така да во ова кратко време од 3 години мене ми е многу драго дека луѓето кои што ни ги водат проектите се напрешно развиени. Не сме ги земали од нашата конкуренција, кои што сме ги развија на начинот на кој што ние работиме согласно нашите стандарди и согласно нашата компанијска култура. И така да имаме такво искуство за колку кратко време се трае. Многу ме драго, че сепак нешто го правиле во вашата компанија към Центрекс навистина делува за да се ги развивале младите таленти, за да бидат клучни за самата компанија. Кај вас, дали што се случува во ОЕК и Шорте тоа прашање? Јас ово питање ми е интересантно, јас сум данас преку дошла, се дошла во Автоспак и преку посетила наша канцеларија, а наша канцеларија постои тек 6 месеци, значи још краće период. И прво одушевјение, видимо одушевјение на нековом атмосфера која таму постои и не престане да pričamo o tome, ali evo, nakon samo 6 meseci mi već imamo 2 tim lida. Znači oni su taj potencijal je prepoznat od strane menadžmenta, da kažem njegovog supervizora i menadžmenta i oni su već sada postali tim lideri. Znači već se vidi jak potencijal za dalje, za key account menadžera, tako da baš o njima razmišljamo od dana i svakoj časti. Супер, ми е мило што вашата компанија има позитивно искуство. Ви го отворило прашањето за како ги задржува во ред. Вие ги, може би не од ова искуство, општоите, како да ги задржиме младите. Дали е трендот на тоа да младите флуктуира одделено на работно место од една од друга компанија? Зошто е тоа така? Дали и вие сметате дека владете таков тренд? И што правите вие за да се ги задржите вашите вработени сепак да бидат лојални на компанијата во која што се развиваат? Точно така, пазарот последните неколку години, особено после ковидот, е многу динамичен, затоа што за Македонија, ако е споредно во предните 15-20 години, сега се многу променети условите, особено во позитивен правец за младите луѓе сега има многу повеќе можности за работа. Не само тука во Македонија, туку преку онлайн фриленс опции може да се работи со компанија од целиот свет. Тоа е една голема предност, што сега нова генерација ја има, ние да рекуваме пред 15-20 години не сме можели да ја сануваме. Така што тоа им дава предност да имаат повеќе избор. И со тоа што има повеќе избор, нормално дека секогаш ќе бара оно што најмногу му одговара на поединецот и негови компании треба да има возможно лично employee experience. Ние како BPO компанија, корисничка поддршка, учиме од тоа дека каква услуга даваме за нашите корисници, а така треба да ги третираме и нашите вработени. Значи, прво и основно правило е дека нашите вработени треба да ја добијат истата услуга на шеф менеджмент, што ни ја даваат на нашите корисници. А тоа е да бидат во секој време третирани како вредни членови на нашата компанија. И тука би ги додала сите останати аспекти како натамошно образование. Оно што ја сакала сега да се повторувам, но да добијат можност како они да се гледаат во нашата компанија за 22 години
како би ги донеле на едно следно ниво. И овде како што сум угледа на нашата компанија, што обрнува огромно внимание на тој well-being, бидејќи нашите BPO индустрија се води како доста стресна индустрија, не е лесно да се работи customer care. Доста сме посветени на здравиот начин на живот, менталната хигиена, менталното здравје, за да можат нашите вработени да бидат успешни во сите сфери, не само професионалното да биде само на дополнување, да можат да имаат и добар work life. Се служувам и е наистина драго што имате некоја култура во вашата компанија. Ми го намекнува прашањето, како правите баланс меѓу очекувањето на вработените со она што реално го добиваат на работното место? Бидејќи обично вработените имаат одредени очекувања, можеби предвисоки очекувања, а работното место всушност има се нешто помалку од она што не било сакано за себе или очекуваат. Како го правите тој баланс? На кој начин? Може би бенефици, може би нешто во таа насока? Јас би рекла преку транспарентност. Значи да се има слух што на вработените им треба. Тоа значи да имаат отворена врата, да можат отворено да разговараат со своите предпоставени со нашиот менеджмент, преку редовни анонимни прашалници кои ги добиваат. Тоа го имаме на глобално ниво, на Concentrix, сите пола милион вработени кои што ги имаме, без база на тие прашалници се оценува и успешноста на локалниот менеджмент. Само тоа што имаат слобода да се изјаснат за сите работи кои што им недостасуваат или што да сакаат да се подобри, ние тоа го ставаме во екшен план и се фокусираме на потребите на вработените. Не што сметаме ние дека би било добра бенефиција или добар маркетинг, туку што се фокусираме на тоа што навистина на нашите вработени им треба и гледаме самите да препознаат дека она што го далека во фидбек сме го оставили. Значи, транспарентноста за нас е многу важна и отворени врати од двете страни, да можеме и ние да кажеме што од нас се бара, можат и вработените во секој време да бидат слободни да се ги кажат своите потреби, за да бидеме на иста време должни. Дарија? Има нешто ја ќе додати, ми наравно гледamo прилично слично, сто транспарентност се односи од почетко ствари, значи транспарентни сме кога питање плата, транспарентни сме кога се питање могуćности за напредување. Не обеќаваме нешто што не можеме да исполниме, да го кажем, и тоа што наравно пратиме брендове што се бенефиција пред популарно, али не јуриме тоа, него идемо слушаме запослene, имamo редовни survey koje zaposleni popunjavaju nekada možda čak i iznenadi ono što oni žele, ali ako većini želi jedan benefit, a ne neki drugi kako može vidjeti da će čak biti poželjen ili preferiran, mi idemo sa tim. Tako da smo na taj način dosta toga promenili, baš na osnovu toga što naši zaposleni želeli, kako su se oni opredjeli. Супер, интересен ми се вашата компанија. За крај бих сакала да знам што се планувате на Concentrix, на која насока движите и да споделите со публиката да знаат што се вашите планови за година, може би за наредната година. Нашите планови се секогаш многу големи. Супер. Ние минатата година отворивме нова канцеларија во Тетово, започнахме со нови проекти и продолжуваме да растеме понатака. Се зближиме со некоја бројка од околу 200 вработени и во текот на наредната година, до крајот на годинава, планираме да пополнеме уште неколци 5-6 позиции за да го затвориме проектот за оваа година. Така што амбициозни планови, меѓутоа да се вратам на темата што ја разговаравме пред се вработените, со задоволството на вработените, кога они се задоволни, кога се сретни, тогаш и резултатите ќе бидат на право место. Мислам дека токму оваа тема може да покажеме и со нешто би се вашите планови, бидејќи не е нужно да искуство само тренирате, може да тренирате на потенцијал, кој што ќе ви донесе бенефити во компанијата.
Дарија, истото прашање за тебе. Ние се вашите планови за YP и Шрте, да голема брата влегувате во неговата унија, да се доближите. Да, YP и Шрте рече, за тези 6 месеци сме дошли испортени плани да останеме да се ширимо, а наравно и uvijek имamo велики планови, да кажем, što se tiče svih kancelarija, ali evo priključen zbog sportu. Znači ovde idemo da pravimo da knowledge hub, tako da naše ložanje trening, naših naposlenih da bukvalno postanu eksperti u ovoj oblasti. Pored tih administrativnih pozicija imamo dosta i tech pozicija, znači i mnogo, puno otvorenih opcija za Makedoniju, tako da zaista želim sve što uspimosti. Добро. Со тоа прилика ја затворила оваа втора коректна дискусија. Многу благодарам за нашите господините да вашите представови, нереални за вашите идеи планови. Би рекла да ги препознаеме, да ги поддржиме, да ги развиваме и да ги задржиме нашите идеи луѓе. Нашите работа во нашите кампањи. Се надам дека секој ќе си понесе некое позитивно искуство од денешната панел дискусија. Благодарам многу и до следно видео. Благодарам и на вас. Hvala.